Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Голем интерес за огласите за мерката самовработување. Советот на општина Прилеп ја одржа 62-та редовна седница. 3 представи со полни гледишта беа одиграни синоќа на 5-тиот фестивалски ден во Прилеп. Работилница за мозаик за основци во Прилеп од денеска во Центарот за култура. Предпладне сончево, попладне со услови за пороен дожд. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во првите 2 дена од објавата на огласите за мерката самовработување од оперативниот план за вработување се доставени околу 1400 пријави. Интересот за мерката е голем, а сите заинтересирани треба да аплицираат во некој од 30 центри за вработување низ државата. До сега се објавени 2 јавни повика на кои може да се аплицира до 20 јуни, а во наредниот период ќе се објават јавни повици и за другите мерки од оперативниот план. Двете мерки вклучуваат и обука за предприемништво, подготовка на бизнис план, како и 6-месечно менторство за целните групи, вклучувајќи ги и лицата со попреченост, припадниците на ромската заедница и жените од руралните средини. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа 62-та редовна седница. Советниците ги прифатија предлог одлуките за годишни планови за вработување за јавната општинска установа Старски дом Киро Крстевски Платник, како и за општинските училишта Климент Охридски, Ѓорче Петров и Кузман Јосифовски Питу. На седницата, меѓу другото, е донесена одлука за давање на трајно користење на новата модуларна катна гаража на јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање Прилеп, а прифатен е и записникот за распределба на средства од надлежната комисија по јавниот повик за спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации за 2025 година. Советниците на 62-та седница го изгласаа и планот за десегрегација на ученици роми во општина Прилеп. Три представи со полни гледишта беа одиграни синоќа на 5-тиот фестивалски ден во Прилеп. Драмски театар со парови ја наполни големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков до последно столче.
Бура на Прилепскиот театар првпат се изведе на сцената на Цепенков, откако е ставен клуч на театарот, а во алтернативен простор во кафе-бар Тротоар настапи актерот Хакан Даци со монодрамата Ла Макбет во режија на Шенај Мандак. Вечер на програмата на фестивалот се исто така 3 представи. Од официјалната селекција во 19 часот на големата сцена на Марко Цепенков ќе биде изведена Рацин во режија на Дејан Пројковски на театорот Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес. Од независната сцена денес ќе ја видиме представата Вампири на режисерот Милош Б. Андоновски, што ќе биде изведена во киното Мистон во 21 часот и 30 минути. На полноќ на сцената на Марко Цепенков ќе биде изведена Тука ќе не биде крајот, дипломска представа на студентите на Драмскиот факултет во Скопје од класата на професорите Сузана Киранџиска и Кристина Леловац. Работилница за мозаик под менторство на магистар Александра Димитрова од денеска до петок ќе се одржи во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. На работилницата ќе учествуваат талентирани ученици од општинските училишта. Целта е со ваквата работилница да се поттикне мотивацијата и желбата кај младите за изучување на оваа дисциплина во ликовната уметност. Проектот се реализира со поддршка на Министерството за култура и туризам. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со пореен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Максималната температура во Прилеп достигна до 29 степени. Утре, четврток, ќе преовладува сончево време со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура во Прилеп ќе се спушти до 16, а максималната ќе достигне до 28 степени. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.